Почитувани граѓани, зад нас е 2016-та, пред нас е новата 2017 година. И светот, и ние во Македонија, поминавме низ една тешка и турбулентна година. Светот во 2016 година ги преполнуваше медиумите со настани кои беа производ на тензии, конфликти, терористички акти, неизвестност, економски кризи, мигрантски бранови, крупни меѓународни политички поместувања. Светот не е како што беше. Се губеа традиционални пријателства, се стекнуваа нови. Земјите покажуваа различност во нивните домашни и надворешни политики. Граѓаните испраќаа пораки до политичарите. Генерално година која испраќаме зад нас, гледајќи сите надеж во новата и времето на подобрување кое сите го очекуваме. Нашата држава не одминаа проблемите. Кај нас би рекол беа и подлабоки од оние на повеќе места, но мора да се извлечат поуки и да се продолжи напред со обновена енергија и прецизно поставена цел. И покрај политичката криза, добро е што Македонија ја зачува економската стабилност, со солиден економски раст и, што е најважно, со континуирано намалување на невработеноста, на историски најниска стапка на невработеност од 23,4% и со голем број ново отворени работни места, кои се резултат на макотрпна работа и во оваа и во преходните години на овој план. Таа работа и таа посветеност не донесоа на ранг листата која еднаш годишно објавува Светската банка на 5-то место во Европа и 10-то во светот, според добрите услови за правење бизнес. Ова, заедно со фактот дека сме земја со најниски даноци во светот и земја која изгради сериозни капацитети и систем за привлекување и поддршка за инвеститорите, а со тоа и нови работни места, како и постепено зголемување на економскиот стандард. Сето ова е голем капитал, кој веќе се материализира со голем број странски инвестиции, но и многу домашни, кои или се прошируваат, или започнаа нови активности. Секако, ако ја немавме политичката криза, на овој план може да се направи и многу повеќе, но би рекол, во дадените околности се извлече максимум. На сите нас и на економијата потребна ни е политичка стабилност. Таквата политичка стабилност би гарантирала уште поголем број на инвестиции, на нови работни места и зголемување на стандардот во 2017-та. Јас лично и партијата која предводам ќе направиме се што е во наша моќ да се обезбеди политичка стабилност, да заврши политичката криза и земјата да чекори напред. Креаторите на кризата ги одоговлекуваа изборите, но на крајот тоа стана неизбежно. Народот го кажа своето мислење и тоа мора да се почитува. Секој од нас политичарите од различните политички партии треба да извлече поука од пораките кои граѓаните ги испратија на последните избори и да се фокусираме да направиме најдобро за земјата и за сите граѓани во неа. Реформите кои водат кон подобрување на секој план мора да продолжат. Во преден план треба да се интересите на граѓаните и на нашата заедничка држава Република Македонија. Треба да се потиснат напорите за надворешни влијанија, чија цел се туги, а не наши интереси, на нашата држава и граѓани. На последните избори, некои политичари поттикнати од некои центри на моќ играа на картата на чувствата на различните етнички заедници во Македонија. Таа карта им беше инструмент за остварување на други цели. Во суштина, сите ние, македонците, албанците, турците, ромите, србите, власите, бошњаците и сите останати, христијаните, муслиманите, евреите, атеистите, сите се соочуваме со исти проблеми. На сите нам ни е потребен уште позасилен економски развој, нови работни места, повисок стандард, повисоки плати, пензии, субвенции, повеќе можности и шанси, особено за секој млад човек, поспокојни денови за пензионерите, поголема сигурност за земјоделците, известност и перспектива. Од тука нашите напори треба се концентрираат во тој правец. Ветувањето од кампањата мора да се реализираат. Разгорените страсти и преголемиот политички јас да се намалат и нормализираат. Меѓуетничките односи да се надградуваат во позитивен дух. Изборите се зад нас и по формирањето на новата влада треба да се зафатиме со работа и активности на економски план,
на планот на реформите во сите области, на планот на стратешките приоритети за приклучување на Македонија кон НАТО и Европската Унија, на продолжување на градење на соживот и заедничка иднина за сите нас, а особено за младите. Ние сме подготвени за тоа. Полни со енергија, со позитивна енергија, со ентузијазам, со желба за нови успеси на целото општество и држава, со подготвеност да се помогне на секој човек, на секоја индивидуа да успее, со добро зацртан план и стратегија, влегуваме во новата 2017 година. Со заеднички напори, со одговорен пристап, посветено работење, држење до дадениот збор, со зацртана визија и со Божја помош, верувам дека земјата ќе оди напред, а граѓаните ќе бидат позадоволни. Јас лично никогаш не сум се штедел кога требало да се работи, да се решаваат проблемите, да се отвораат нови патишта и перспективи. И нема да се штедам ни во иднина, кога станува збор за мојот народ, за мојата држава, за нашата заедничка држава, за сите нас кои живееме во Република Македонија. Заедно со мојот тим, заедно со секој кој сака и може да помогне, ќе направам се што е во моја моќ, не само да ги остварам дадените ветувања, туку и да остварам повеќе од тоа. Секој од вас во новата година влегува со своји лични и семејни планови и проблеми, со лични желби и предизвици. Секој индивидуум има своји цели, за кои да не заборавиме дека пред се е потребно добро здравје. Затоа дозволете секому од вас да му посакам да има добро здравје, да го следи среќа, да има смиреност во душата, да дава и добива љубов повеќе отколку било кога досега и да ги оствари своите зацртани цели и планови. Нека ви е среќна и успешна новата 2017 година.